Саша Попович почина на 1 март, а познато е дека естрадниот мак беше голем љубител на автомобили. Имаше возен парк вреден милиони, а по неговата смрт сопругата Сузана Јовановиќ наводно решила да продаде 2 автомобили чија вредност била 200.000 евра. Вдовицата на покојниот креативен директор на Грант решила да располага со 2 електрични автомобили чија вредност била 200.000 евра, бидејќи многу ја потсетувале на нејзиниот сопруг. Сузана се уште не може да ја преболи тагата за Саша. Во куќата на Бежанијска коса се ја потсетува на него и е многу тешко. Посебно се растажува кога ги гледа автомобилите на Сале, кој ги обожавал и никогаш не е зажалел што потрошил пари. Затоа пред неколку дена ја донела конечната одлука за имотот, прво што ќе направи да продаде 2 електрични автомобили, чија вкупна вредност била околу 200.000 долари. Тие возила не и требаат, а ќе ги чува само црните джипови Мерцедес и Смарт, кои најмногу ги вози и се најпрактични кога ќе дојде во град и ќе ги заврши секојдневните задачи. Кон крајот на животот Саша веќе вратил дел од автомобилите во автосалонот, од каде што ги земал и ги возел низ градот. Заинтересирани има веќе подолго време за овие возила. Да може, утре веднаш би ги продала, но мора да почека да помине рочиштето за наследството, изјавила за српските медиуми блиска пријателка на Сузана. Принцот Хари поднесе оставка од добротворната организација која ја основаше 2006 година во чест на неговата мајка, принцезата Дијана, по расправија меѓу управителите и председателката на одборот. Според BBC, принцот Хари ја основал организацијата Сентебале за да им помогне на луѓето во Јужна Африка кои живеат со ХИВ и СИДА. Тој се повлече заедно со бордот на директори и коосновачот принцот Сеисо, бидејќи според BBC нивниот однос со председателката доктор Софи Чандаука бил неповратно оштетен откако од неа било побарано да поднесе оставка, а таа презела правна постапка. Злоупотреба на моќ, вознемирување, сексизам и расизам. Доктор Чандаука изјавила дека оваа организација прикрива недостатоци, критикува лошо извршно менаџирање, злоупотреба на власта, обвинила за малтретирање и вознемирување и посочила дека некои луѓе се однесуваат како да се над законот и ги малтретираат луѓето, потоа глумат жртва и ги користат медиумите што ги презираат. Она што се случи е незамисливо. Во шок сме од она што треба да го направиме, се откажавме од нашите улоги како покровители на организацијата до понатамошно известување во знак на поддршка и солидарност со одборот кој мораше да го стори истото, напишале принцот Хари и Сеисо. Младата гостиварска пејачка Тамара Груевска ќе настапи на фестивалот Сан Ремо Јуниор 2025 година во Италија. Настапот на Тамара на 16-тото издание на Сан Ремо Јуниор, светското финале ќе биде во легендарниот театар Аристон во Сан Ремо од 21 часот. Изведувачите ќе ги придружува оркестерот на Сан Ремо составен од 32 музичари. По настапот на Junior Song во Ница, Франција, повторно настапувам на голема светска сцена. Ќе пеам во живо со евровизиската победничка песна Rise Like a Phoenix. Многу сум возбудена и покрај се она што се случи во нашата земја и се надевам дека ќе добиам поддршката, изјави Тамара. Со едноминутно молчење на почеток и долготраен аплауз на крајот, како и настап на студентскиот оркестар и пианистот Дино Имери, беше одржана комеморација во чест на професорката Сара Пројковска, која трагично го загуби животот во пожарот во дискотеката Пулс во Кочани. Настанот беше исполнет со тишина, емоции и спомени за една личност која, како што велат нејзините колеги и пријатели, знаеше да го осветли секој простор со своето присуство. Во чест на Сара, актерката Биба Додева прочита поема од поетесата Ана Бунтевска, напишана специјално за неа. Во трогателниот текст се опишува Сара како личност која и покрај тагата во очите секогаш беше насмеана, силна и искрено љубеше животот, семејството и пријателите.